студио компакт продукција на Пепи Ангелов, долу каде што се снимаат сите песнички, тонот кој е најважен за еден фестивал, ние сме со Гроздоберче 2017 година, а десно од мене или лево од камерманот се дел од нашите исполнители на годинашново 21 издание на Гроздоберче 2017 година. Дејзи е десно од мене, лево од мене, него го остави за крајот. Децата имаат предност и затоа започнувам со децата. Здраво, живо. Здраво. Презимето ти е? Давид Јакимовски. Давид, која песна ќе ја пееш годинава? Година веќе ја пеам песната Астронаут. Убава е песничката, не ми е слушната уште. Убава е. Дали ти ја научи добро? Да. Чичко Пепи ти помогна ли добро да ја снимиш? Да. Добро. Во петок, односно во сабота, ќе те гледаме во салата на Домот на културата и очекуваме убав настап. Да. Благодарам. Как се викаш ти? Росица Колевска. А ти си Росица. Да. Ти имаш една убава песна годинава и се вика? Мојата приказна. Аха, а каква е твојата приказна душа? Со мојата сестричка Така. и со принцезите од приказните. Убава ли е песничката? Да. Кој ти ја напиша? Чичко Дејси. Добро. И ја сними со Чичко Пепи, така ли? Да. Убаво ли беше снимањето? Брзо ли ја заврши песничката? Да. Дали си ти задоволна? Ќе бидеш ли спремна во петок и сабота да ни се представиш во најубаво светло? Да. Ти благодарам и многу успех. Еден поздрав за сестричката да пратиш. Как се викате? Ја поздравува мојата сестричка Рацица. Таа е нон-стоп со тебе, ја молам и камерата малку да ја фати неа. Таа е буквално 24 часа, бидејќи си ја сака сестричката и очекува убав настап на овој фестивал Гроздоберче. Одиме понатаму. Моето име е Дијана Мишова. Кажи ни нешто повеќе за себе, Дијана. Јас сум 10 години. Сакаш да пееш детски Да, песнички? да. Годинава на овој фестивал, која песничка ќе ја пееш? Тоа е тоа. Тоа е тоа. А што е тоа? Па дека сакам да пеам. Слушав дека си била на некој друг фестивал освен во Каварци. Каде си била? Клинци певају хитови во Ковин. Тоа е Република Србија, така? Да, Знаеш дека ќе имате и еден представник од Ковин тука на нашиот фестивал годинава. да. Добро, ти посакувам многу успех и тебе во петок и сабота. Ви благодарам. Како се викаш ти? Јас се викам Мила Стојанова. Оваа година кај ја пеам песната Песна за град Кавадарци. До сега никој нема испеано песничка за град Кавадарци. Што се зборува во таа песничка? Во таа песна се зборува за нашиот убав роден град. Кавадарци. Да. Добро. Многу ме интересира оваа песничка. Ако биде добра, може да стане и хит. Може. Добро. Как се викаш ти? Јас се викам Стефанија Честојнова. А ти си Стефанија. Стефанија, со која песничка ќе ни се представиш? Ова година ќе се представам за песничката Патувам. Што сака да каже авторот на текстот во песничката? Зашто се раскажува во песната? Во песната се раскажува дека сакам да патувам. Било каде само да се патува. Да. Добро. Дали си спремна за петок и сабота за настап? Да. Добро, ќе дојдат и твоите блиски да те гледат? Да. Например, кој? Родителите. Добро. Ти посакувам и тебе убав настап. Благодарам. Во киното во Кавадарци. Добар ден. Добар ден. Как се викаш ти? Наталија Ташева. Кажи ни нешто повеќе за тебе, за Наталија. Колку години имаш? 5. 5 години. Ти си изгледа најмлад учесник на овој фестивал или има помали од тебе? Нема. Значи таа е најмала учесничка на годинашниот фестивал Гроздоберче 2017. Која песничка ќе пееш? Срцето на Македонија. Срцето на Македонија, убав наслов за оваа песничка. Што сака да каже авторот во песничката, зашто се зборува во неа? За Македонија. Ти знаеш ли во која држава живееш? Да. Каде е срцето на Македонија? Ваца. Ваташа, односно во Кавадарци. Кој е ова до тебе детенцето? Моите братче. Како се вика тоа? Раде. Ти Раде се викаш? А колку години имаш, Раде ти? 3. Зошто си дојден со сестричката овде во студиото на Пепи? Така. Каде сакаше? Сака да ти прави друштво, нели? Да. Ке дојде ли во петок сабота со тебе? Не, он ќе биде со родителите. Тој ќе биде во публиката за да те гледа, така? Да. Убав настав ти посакувам и се најубаво. Благодарам. Се најубаво. Еви го сега Панче на крајот. Панче, здраво. Здраво, јас сум Панче Арев. Ова година ќе ја пеам песната Сакам рок н рол. Панче,
Го сакаш ли рок-н-ролот? Да. Ова гитара значи ли дека ќе свириш? Да. Знаеш ли да свириш, имаш ли желба да научиш да свириш? Да. Добро. Панче, кој ти напише ова песна? Чичко Дейзи. Чичко Дейзи, а Чичко Пепи ја сними, дали? Да. Задоволен си од она саундот како Да, многу. Многу си задоволен. И во петок и сабота те очекуваме да настапиш во киното, во Кавадац и во Домот на културата, да те снимиме и потоа да те пуштиме и на видео. Се најубаво, благодарам. Ама, Здраво, живо. Здраво, како си? Како се викаш? Радица. А ти си таа Радица, ти си сестричка на кој? На Лосица. На Росица. Вие сте две сестрички, се сакате ли многу? Да. А зошто дојде ти овде кај Чичко Дейзи и кај Чичко Пепи да и правиш друштво на сестричката? Оти. Многу е сакам. Многу ја сакаш, браво бе сине. Дали ја знаеш песничката она што ја пее? Да. Дома си ја пее песната пред да настапи сега Да. на фестивал си ја пее. Очекуваш ли да настапи убаво во петок и сабота? Да. Ке бидеш ли во публиката да ја следиш со татко ти и мајка ти? Да. Чао. Чао. Fina mini večera, tuka te čeka zabava. So srca razvejani, kadeško ke se luduva. Ograd je to crveno, grado go poznavate. So pesna da ubava, kavalec kebe prečeka. Večermo naši grad, rozdobeće festival. Večermo naši grad, rozdobeće festival. Точно пред 21 година, пред 20 на години започна да го снимаат и да го работат фестивалот Гроздоберче, Пепи и Дейси. Овде си двајцата со нас, јас се убаво се чувствувам бидејќи некако си ги сваќам и двајцата како мои пријатели, лични, бидејќи сум на ти и можам да си бидам слободен во конверзацијата. Некаде каде што морам да персирам, меѓутоа овде ми се чувствувам многу убаво. Пепи, ти си професионалец и со дечињата работиш долги години. Прво, задоволство е да се работи со деца. Секоја година, иако некои деца не настапуваат и повеќе пати на Гроздоберче, меѓутоа секоја година за нас е како нова. Секој нов настап на децата е за нас нов, иако учествува по втор пат, по трет, да. Полно е со смеи, шали, со деца е прекрасно да се работи. Јас обожавам со деца да работам. Колку фестивали си снимал тонските сега? Па, освен првиот, 19 сите останати се тука снимани. Кое трпение треба да го има човек да снима со деца или пак како што рече убаво е да се работи со деца? Трпение. Не треба трпение, задоволство е да се работи. Заради тоа што јас чувам и оригинални снимки од децата како испеале, кога прекинува да пеат, тоа како архива стое и прекрасно ми е кога ќе ме фане нервоза, си пуштам малце од тоа, се смеам, ќе се релаксирам и продолжувам да работам. Не е проблем со децата да се работи. Прекрасно. Тоа е голема продукција, 20-19 фестивали Гроздоберче. Кажи ми, кој фестивал ти беше најдраг тебе? Тоа е тешко прашање, меѓутоа кој ти остави го впечат? Многу тешко прашање. Не би можел да издвојам. Сите ми се убави, на секој фестивал има добри песни. Не би можел да издвојам. Дори се скоро тоа најдовме една там 5-6 фестивал кој беше. Сами се чудевме како тоа сме го работеле ние. Прекрасна песна. Нормално техниката оде напред, продукцијата оде напред, има разлика у квалитет на снимки, у се. Меѓутоа, она срцта на песната е феноменална од првиот до последниот. Не би можел да издвојам. Тешко е да се издвојам. Се тече, се менува. Дали нешто останува постојано во детските фестивали, посебно во овој фестивал, што вие го работите со Дейси? Останува дружбата со децата. Не, пошто Гроздоберче не е само самиот чин на фестивал. Гроздоберче е 7 месеци пред фестивал и цела година после фестивал. Заради тоа што после фестивалот децата имат настапи на телевизија, овде на градски плоштад, гости имаме што ги прачиме со збратимените фестивали во Србија, Црна Гора. Понуди има многу, меѓутоа
ситуацијата кај нас е таква што не можеме деца да ги пратиме од секаде кај што имаме понуд. Имавме ни беше побарана соработка со Словенија, со Италија, меѓутоа финансиски ни тоа не можеме да го издржиме вака, додека не се најде некој добар спонзор што стварно ќе го покрие тоа и Гроздоберче да биде више европски фестивал. Понуди ни имаме, али не можеме да одговориме. Добро, ова нека биде и јавно фрлање на ракавица за оние што имат некој денар, а може да го вложат овде во дечињата, во децата, најубавата инвестиција. Многу фестивали имаше во Македонија, малку останаа. Што е причината што полека згаснуваат? Па сега во како музичар, да, ќе зборам, кај нас 90% од фестивалите се бизнис. Чим нема бизнис, умира фестивалот. Додека Гроздоберче е љубов. Ако ги споредиме сумите, колку кошта еден фестивал кај што одиме на гости ние, Гроздоберче кај што оде, па да наречем тоа е 3-4 месечен буџет на град Кавадарци. Одвојуваат за фестивалот, додека кај нас се ни е срам да кажеме колку кошта. Минорна работа. Неспоредливо е. Кај нас е. А меѓутоа на Гроздоберче остана љубовта. Ово повише за љубов се работи, него ли финансиски некои добробит. Директоре, дали се е во љубовта, се е во музиката или во големата желба на децата да им се всади чувството за музика, осетот за музика? Кога те гледам сега, со оваа фаца и те видов пред 21 година, имаш многу промени. Меѓутоа една работа ти е останата. Љубовта према децата. Љубовта према децата, љубовта кон музиката и она што сакаме да им го пренесеме на децата. Ние како, ајде да кажеме, свете со после толку години, некои музичари искусни, композитори, текстописци и така натаму, сето оно што сакаме да го вклопиме, тоа е во една детска песна. Една детска песна е една цела приказна. Значи, тоа е цела приказна за тоа дете што сака да отпее, да си каже што сака во животот и така натаму. Тоа е нашата цел. Секое дете да се најде во својата песничка. Значи, се трудиме. Тоа што, ете и Пепи добро кажа, нас ни остана љубовта кон децата и кон детската песна. Затоа и тоа го работиме 21 години. Ако не би било така, до сега ќе бевме откажени, најискрено. Забележувам по насловите на годинашна продукција дека имаме песни за Кавадарци, песни за Македонија, приказни и така натаму. Полека стивнува или ја снемува таа мода на помодарство во песните, кога се извитуперува детските песни во нешто друго што не се. Сега ми е драго што се враќа вистинскиот текст кај најмладите. Сето време добро, Маријан, добро си приметили во насловите и во секој случај и текстовите на песничките се автентични, на детски начин отпеан еден текст што ќе го одликува град Кавадарци, например. Еден текст на една песна Срцето на Македонија. Не е тоа случај. Да. Баш детенцето е навистина од Ваташа и си го сака Ваташа, ама тоа е дел од нашата Македонија. Ние сите си ја сакаме нашата држава и нашата Македонија. Тоа е испеано на еден искрен детски начин од едно детско срце и текстот е прилагоден кон возраста на детето, нормално. Значи, покрај тоа што ние сакам децата, сакат да си играат, сакат да си пеат, сакат нивните другарчиња, што е многу нормално, децата си ја сакат и својата Македонија, таму каде што се родени. И кога ќе пораснат и така и ќе биде, тие секогаш ќе се сеќаваат на еден детски фестивал што трае 21 година, тоа секогаш го спомнува. Значи 21 година. Сега имаме примери каде што дечиња што учествувале на фестивалот, што биле пред 15-18 години, сега нивните дечиња пеат на фестивалот. Тоа го има примерот со нашиот учесник што е од Гевгелија. Значи, родителот на детето пееше 4 години на Гроздоберче, сега незиното дете пее повторно на Гроздоберче. Историја. Една убава приказна, Марија. Значи, тоа е приказна, бајка, не знам што да кажам. Тоа е љубовта што не води ова да го работиме ние. Јас сега имаме наши пријатели што доаѓаат од Роже, од Златна пахоља, имаме од фестивалот од Ковин, каде што традиционално соработуваме од деца певају хитове. Значи, тие се нашите пријатели, каде што и ние учествуваме, пријателски, нормално со наши учесници, и тие доаѓаат, ќе ни бидат гости и во петок и во сабот. Нормално оваа година повторно во соработка со општина Кавадарци, со градоначалникот, се разбира, нашиот новиот градоначалник, и со советот и сето она што е како комплетно и компактно, така и треба да се одива сето тоа. Ајде кажеме нешто за финалето кој ќе биде во петок и сабота. Добро. Значи во петок од 19 часот е првиот настап на фестивалот Гроздоберче, исто така и во сабот.
Традиционално фестивалот Гроздоберче е со ревијален карактер, не е со надпреварувачки карактер, сите сме еднакви, сите си учествуваме, заедно со нашите гости, се разбира, ќе имаме и гости и други учесници. Ова година даваме шанса ете на Сииче што е во подем како вокал и како вокал што треба да се изгради во иднина, ја пее нашата химна. Таа химна ја пееше и Џоко Таневски, и Наташа Малинкова, и Александра Михова, и Радица, и така натаму, и сите, значи сите имаат шанса да учествуваат на овој фестивал. Кој хорче ќе биде ќе ги следи дечињата? Значи во соработка сме оваа година со основното училиште Тошо Велко Пепето. Да, тоа е кружење, да, тоа е кружен тек. Минатата година беа дечињата од Гоце Делчев, оваа година со Тошо Велко Пепето и од Тоде Хаджитефов дечињата, Европска унија каде што имаме една заедничка песничка што се вклопени рефрени од претходните фестивали. Тоа беше во изvedба на Јасминка Мукаетова, Пепи не знам, рефрени, да, од детските. Значи тоа беше 2000 и мислам дека 10-та година, тука некаде. Значи повторно историја. И сега историјата се повторува. Тоа е тоа што ние го сакаме да им го понудиме на сите што се запознаваат со овој фестивал и на сите што го знаат фестивалот Гроздоберче. Значи да им пружиме нешто што било, поминало и што е сегашност. И здравје Боже и што ќе биде иднина. Благодарам многу. Знам дека можеме да зборуваме уште доста. Ние ќе ви направиме едно убаво видео, вие еден убав тон и потоа нека се гледаат дечињата, ќе ги пуштиме на YouTube и така натаму. Се нека биде во знакот на тоа кој повеќе може да стори за децата. Токму така. Ви благодарам за разговорот. Благодарам вас.